Во денешното издание на Равенка за успех имам чест и задоволство да представам еден гостин кој ни доаѓа од Србија. Поводот за неговото гостување е турнејата Ноќе без пиење или нема спавања и неговиот концерт во Скопје на 22 ноември. Девито е тука со мене во студиото, во Равенка за успех. Еве за прв пат се запознаваме вака директно во студио и искрено ми е драго што ќе споделиме со нашите гледачи она што ти го планираш и ќе го правиш во Скопје. Како се осеќаш денеска? Беше поприлично ангажиран, медиумите заинтересирани за настанот, ти изморија ли? Не, супер, со сви љубазни. Баш Да. лепо, ја иначе не практикувам нека таа гостувања медиска, али оди ми баш лепо. Оди сам имал више медиски појављивања данас, што сум имал и каде оно и код нас. Купно годинава. Да, топ. Добро, ти избегнуваш медиумски појавувања. Дали така некако се чувствуваш побезбедно или едноставно неизвестноста на прашањата ти е онака ти прави некој грч? Па не, него ја све што имам да кажам во својим песмама и онда све мимо тога не видим себе као преинтересантно да могу нешто са ту да кажем мимо песама, веројатно е то другима занимљиво, али не знам. Види, нашиот подкаст се вика Равенка за успех. Можеби е тоа баш твојата Равенка за успех. Можеби тоа што ти си толку мистериозен, за гледачите си уште поинтересен и секогаш ги интригира тоа моментот дали некогаш ќе кажеш нешто повеќе за себе. Мислиш ли дека тоа е дел од стратегијата твоја за успех? Тоа не е стратегија, тоа по осеќај радим у суштини, да не причам ја ту превише и нисам ни нешто причлив пуно. Добро, реално ти изгради еден идентитет со твојата маска. Така е, да. И со луксузен накид, што е онака нешто што можеби изгледа интересно и за помладата популација особено. Ама сепак и колку и да не сакаш да кажеш нешто за себе, секогаш луѓето сакаат да влезат малце во животот на познатите, а секој човек има некоја своја Равенка за успех. Ти започна со фотографијата, со продукцијската куќа, со работење со многу познати личности од Србија, нели, со продуцирање на спотови и се останато, како Аца Лука, Сандра Африка и доста други. Дали тоа ти беше можеби инспирација и ти да застанеш од другата страна на камерата? Па ја се бавам музиком давно. Да, имаше настапи во Крагуевац, нели? Што Ја од 2006 се бавам музиком. Имал сум наступи по Србија и свуда, оно до 2012-13 сви домови омладине, сва нека да кажем места где се пуштала андерграунд музика и јас сум све то прошao јако млад у сваком случају и онда кроз живот преселив се за Београд, родом сам из Краговеца и едноставно след околности и послови кои сам радио, поред фотографија, радио сам и маркетинг и свашта нешто, само ми е стопирало музику и онда имал сам пауза од 6-7 година да нисам радио музику и онда сам се само вратио томе, jer тоа е, да кажем, прва љубов и била е хоби и дан данас би била хоби да nije постала посao, така да тоа е нешто што бих свакако радио и радио сам од малена прво од свих. Значи тоа ти е прва љубов. Со тоа што на почетокот со твојот прв албум навистина направи голем успех со Вуду, како песна, стварно мислам дека нема на Балканов кој не ја слушал и кој не му се допаднала. Веројатно се пронаоѓаш во сето тоа. Дуетите во првиот албум ти беа чисти. Дали тоа ти беше можеби некоја олеснителна околност за сцената? Па искрено не се разумел сад питање, може да ми помниш. Дали дуетите ти беа улеснителна околност за твојот сценски настап, за пробивање на песната? Дали мислиш дека со дуетите подобро проаѓаат песните? Па не, дуети су свакако добра ствар, jer се размене две различите енергije у самој песми, али ја кариеру кад сам кренуo sa Фантомком, ја сам имao бар 10-15 песама кои су биле соло. Нисам радио дуету уопште на почетку. Чак нисам сигуран сад да вас не лажем, али мислим да е дует sa Теодором био први можда од свих дуета кои сам радио. Касније сам урадио још пар дуета
и naravno na albumu Plava krv sam imao duete sa svima s kojima sam pričao da ćemo raditi pesmu, vamo tamo, samo sam odradio to da odjednom izbacim sa svima u toj kompilaciji kao na albumu i kasnije, evo sad i ovaj drugi album Nema spavanja, Nema spijenja, kako se zove, je bio bez dueta skroz, jer uradio sam bio previše dueta na prošlom albumu i sad sam hteo da opet ponovo malce je porazličan. Tako je, da, nešto opet ponovo solo i da to bude drugačije u odnosu na prvi album. Со Теодора Џафировиќ сте блиски пријатели, веројатно, пошто гледам дека во изјавите премногу убави зборови кажува за тебе како личност и веројатно добро се познаваат. Pa da, znamo se godinama i poštujemo se i privatno i poslovno i nema tu šta, ona je bila tu od prvog dana, bavila se pre mene javnim poslom i podržala me od samog starta, tako da što se toga tiče i samih pesama koje smo radile, poklopila nam se energija i eto to je na kraju i pokazalo da je dobro. Изненади со овој момент на астронаут со Момчило Бајагич Бајага, затоа што малце бевте нели како неспојива спојка, од каде произлезе идејата и инспирацијата за таа соработка? Pa u suštini pesma je nastala pre nekih mesec-dva dana. Upoznali smo se preko mog prijatelja, on se druži sa njegovim sinom, našli smo se na druženju, upoznali se neobavezno oko muzike i svega. Интересни реакции имаше. Drugačije to izgleda kad se upoznaju dva muzičara i pričaju privatno i kad to izgleda u medijima i tako dalje. Razmenjujemo iskustva, kako je meni, kako je njemu, u njegovom iskustvu, kako je izgledala muzika kad je on kretao se bavi. Mislim, razmena jedna, lepa i poštovanje pre svega. I naravno, ja sam veliki ljubitelj njegove muzike još od malih nogu i sedeli smo tako u druženju i on je uhvatio čovjek gitaru, krenuo da svira harmonije i samo smo zapevali i nastavili pesmu za vrlo kratko vreme i eto tako spoj iz zabave, iz nekog druženja, lepo je nastala pesma i onda je i meni i njemu bilo zanimljivo da šokiramo ljude jer je to neočekivano i da. Eto, tako je nastala. Da se ima prašina, da se krene prašina malce. Pa ne samo prašina, mi smo uradili pesmu, nismo morali ni da izbacimo jer nam je bilo lepo da smo pravili pesmu. I sad kad napraviš nešto što ti se sviđa, ne radimo to za ufilka da bude. Pa da, u suštini to je spontano. Дали можда ќе биде и гостин на концертот у Скопје? Pa možda ne bi da otkrijem. Да? Нема да ги откриеш тие моменти што планираш за концертот и дали има изненадувања? Da, bit će iznenađenja i svakako najozbiljnija produkcija do sad, ozbiljan koncert, prvi solo veliki koncert u Makedoniji, bit će luda energija, show. Многу си жив на сцената и многу убава енергија даваш кога си на сцена. Дали Девито се чувствува поинаку на сцената, поинаку позади маската и поинаку кој ќе тргне маската? Дали имаш така некое доживување на себе и на околината поразлично? Па пребацим се у ту другу улогу, као глумац у филму кад глуми, не знам, неку улогу, доктора, а nije доктор, или криминалца, а nije криминалац. Мисли šta god, koja god je to uloga, to je u filmu isto tako ja kad stavim masku, ja sam u ulozi Devita, privatno, naravno, vodim neki totalno drugačiji život, skroz normalni i... Го сакаш тој нормален живот? Pa da, to je dobro pitanje, šta je normalan život? Normalan život isto koji što većina ljudi vodi život, kod kuće si spremaš doručak, ideš na trening, odeš na posao, radiš, družiš se s prijateljima, ideš u bioskop, sve te neke normalne stvari. И добро, никој не те препознава вака кога си отидеш најнормално кино? Tako je, da, najnormalni. Никој не те препознава? Ne. Интересно.
Интересно е да направиш таков гард и да успееш да го заштитиш, да ја заштитиш целата таа приватност. А интересантно е тоа што стварно други извоđачи, музичари, јавни личности, они сијају на сцени, а када су ван сцене, сви се сакрију испод качкета, наочара, капа, капулјача, шта год, сви се крију да их неко не препозна. Ја ставим овде, кад сам на сцени, ставим маску, а кад нисам на сцени, ја не морам да носим маску и идем најнормално, не кријам се ни од кога и така даље, да ме никој не препознае. Супер, баш се живееш. Ти ги споменав на почетокот овие мутниве детали, што сакаш така да бидат ефектни, мислам да светат онака баш. Дали е ова се диамант? Како дали? Дали се диаманти? Дајте онај уреđај да проверим. Ти што ќе ни кажеш? Како? Те или не се? Што ќе ни кажеш ти? Ке ти верувам. Па ја не видим поенту носити нешто што си ја да нису диаманти, jer то су онда циркони и то нема никакво вредност. Нема поент. И некако нема митологија. Ти си во све специфичен. Ја запроси твојата жена со Rolex. Да. Зашто така? Зашто, за да биде поразлично од другите или заради тоа што не сакаш да носите прстени? Нели редот е обичај да се носи прстен. Дочи на свадби као бурма и ето бурма е окей, а пре бурме... Супер, да е комплетиран накид. Па речимо, да, слажен. Добро, освен тоа што си музичар, ти си сериозен бизнисмен. Па. Имаш маркетинг агенција. Тоа ја не могу да кажам за себе, тоа е мало глупо, хвалити себе, али... Па да, ма со оглед на информациите и сознанијата дека имаш и маркетинг агенција, и продукција, и градежна фирма, градиш... Радим још ствари поред тога, ал тоа се некако ствари кои радим приватно и не бих се не бих njih мешал у тај неки јавни живот. Радохолик сам и волим да радим и тоа е нека, да кажем, моја игрица. Значи, волим да гледам тоа као на игру, као мало дете кад се игра склапа коцкице, исто тако ја у послу. Така да радим све што ми е занимљиво и на крају награда доđe ако сам добро радио добар посao и ето тоа е тоа у суштини. Интересно дека навистина си вака млад, а човека со добри веќе успеси за себе големи и сигурно пак ќе се навратам на равенката на успех, си ја нашол својата равенка за успех како да функционираш. Македонската публика како те прифаќа, како се чувствуваш кога ќе дојдеш тука на концертите? Ја двоиш ли публиката, имаш ли чувство дека негде ти е полагодно, негде ти е по... Каде највише те прифаќаат, каде најчесто имаш настапи? Причамо за Македонија, ако сам добро. Да, Македонија, како се чувствуваш кој ќе дојдеш пред нашата публика? Јас сам радио баш често Македонија 2-3 години за редом и онда сам направио паузу да би могол да правим соло велики концерт. Така да сад ćemo vidjeti, već skoro 3 godine nisam bio u Makedoniji i ne znam šta da očekujem sigurno mnogo dobru energiju jer Makedonija voli muziku i uživa u njoj, tako da mislim da će biti strava. Sve ono što sam radio pre toga je bilo uvek super, naravno uvek po većim mestima su uvek i posećeni koncerti i nastupi, po manjim naravno da dođe manje ljudi, ali svuda je energija vatrena, što se kaže, odlično. Tako da očekujem... Јас сум сигурна дека ќе биде интересно, забавно и сигурно ќе спремиш. Биće interesantno iz prostog razloga što nastupam sa bendom, sve je elektronski, u smislu ne ide playback, pusti se pesma i ja kao pevam preko toga, sve bukvalno nosimo svu opremu iz studija u kom radimo i radimo to live, kao da snimamo pesmu u studiju. Tako da... А ќе направиш онаква сцена бомбастична, интересна, светкава? Pa da, naravno, biće najozbiljnija produkcija do sada u Makedoniji, tako da treba ljudi da dođu da vide, eto da ih pozovemo 22. novembar, Arena Jane Sandanski. Обавезно. Арена Јане Сандански, шоуто мора да го проследат. Кажи ми, колку ги сакаш гламурот, скапите работи, луксузниот живот? Дека често нели низ твоите песни се провлекуваат и такви текстови? Pa mislim da svaka osoba na svetu voli luksuz, sad svako ima različiti ukus.
и šta je za koga luksuz i šta kome prija, svako teži ka tome. Svako teži da ima i bolji auto, i bolju garderobu, i bolju kuću, i bolje sve. Taj ko kaže da ne teži ka tome, po meni nije iskren, ali u svakom slučaju Кој колку може. Koliko može i koliko daje na to. Nebitno je totalno. Ja jednostavno sam esteta po prirodi i volim te stvari, tako da, a i sama muzika kojom se bavim u celom svetu nameće, da kažem, luksuzan lifestyle. Nije to ništa novo, možda kod nas u posljednjih par godina, ali u svetu to postoji godinama i godinama unazad. С кого највише се дружиш од српската естрада? Pa ne družim se sa estradom na nivou druženja. Druženja su nam ili na koncertima kad zajedno negde se vidimo ili po studijima kad se rade neke nove pesme, ali imam svoje neko društvo, svoj neki krug ljudi s kojima jedva stižem da se vidim, tako da ne bi stigao da se viđam i sa ostalima, ali generalno svi ljudi s kojima sam snimao pesme, jako se poštujem sa svima, kolege smo i drugari, što se kaže. А ги знаеш ли некои изведувачи од Македонија? Nisam čuo, znam neko. Дали знаеш некој, да, из Македонија? Од твојата, да кажам, жанр музички? Znam, pa mislim sve ove aktuelne muzičare, sve znam, mislim. Ти дошло ли идеја некогаш да направиш со некого дует од Македонија? Pa sigurno da, samo je da dođe pravi trenutak i neka dobra energija da se sklopi u smislu da klikne pesma neka koju napravimo da to bude nešto originalno i to je kao neminovno da će se desiti. Не знам дали ќе се чувствуваш пријатно во студиото. Имаме некој брзо темпо на комуникација, заради тоа што ги почитувам правилата твои на заштита на приватност. Нели не би сакала премногу да те оптеретувам со прашања од твојот приватен живот. На крајот на криштата секој нели си има свој начин на кој и како функционира. Максимално што можеме да извлечеме од тебе, од твојот начин на живот е тоа што го гледаме на сцената и твојата музика. И ете пар некои работи што новинарите сакаат да ги да најдат начин да дојдат до тебе и до твои информациите што ти правиш. Видов дека на промоцијата во Белград имаше многу голем наплив на новинари. Ти направи ли тоа стрес или непријатно чувство? Па Да. Да, искрено да. Да. Тако некако ako već napravim promociju i dođe toliko kolega i sve, kao novi projekat i tako dalje, glupo je da ne pozovem medije i da njih ne ispuštujem nekim kratkim intervjuom. To je sve vezano za album i ja nekako sve što pričam u javnosti vezano je za moj rad, za moju muziku. To je jedino što ja želim da pošaljem od sebe, sve ostalo nisam nešto darežljiv po tom pitanju. Да, не може, тешко се извлекува од тебе. Гледам со оглед на тоа дека толку години работам оваа професија и чудно е. Чудно ми е, да, ја имаш таа блокада и тоа се осеќа, знаеш, колку и да сакам да навлезам во некои прашања, ти добро точно си ја направил таа некоја бариера до каде се движат муабетите. Искрено, она што го правиш на музички план ти е доста забележано. Делуваш како доста личност која има некоја скромност од една страна како личност, од друга страна на сцена делуваш нели бахато, тоа све скапо и Да, јесте. Нели? Дали е стварно така? Дали се тие две личности толку различни? Да, доктор Джекил и мистер Хайд. Да. Да. Добро. Дали никогаш си размислувал понатака во животот да сакаш да тргнеш оваа фантом као тебе и да настапиш можеби некогаш и без неа? Или ова ќе ти биде за секогаш имидж? Реално, сценарио да ја скинем маску би изгледao, svi fanovi bi hteli ajde skini masku, kad budem skinuo masku, svi će reći, brate, nisi morao da je skidaš. Zašto? Pa ne, iz milion razloga, bilo je bolje s maskom, navikli smo te s maskom, pa sad idu fore, ružan si bez maske itd.
Така да, у сваком случају народу не можеш да удоволиш, а свакако да оно што е забрањено људима е интересантно и оно што им не дозволяваш да виде кад им браниш, они то хоќе и Да, и само чепка, па да, додека тоа се открие. така е. Значи не планираш да им откриваш, нека си остане вака. Па да. Кога се однесува до твојата брачна партнерка, и незе вака ја криеш од јавноста? Па не, мислим, тоа е приватна ствар, нема везе со... Кад будем снимио песму, ќе ќе откричувам која што. Да. Или може и она со Фантом, кај ќе биде женска нека, со машнички. Розева. Супер. Значи за 22 ноември те очекуваме. Ја не сум дански, верувам дека ќе биде преполн и ќе имаме интересни работи од тебе. Ќе дојдеш со сигурно голема екипа и ќе направиш доста изненадување за публиката. Да. И во некое следно гледање можеби ќе ни откриеш малце повеќе работи за тебе. Еве за оној девито што е позади маската, тој е амбициозен, што работи многу, што прави многу проекти. Сега само ќе ни кажеш уште за соработката со твоите колеги, дали ги продолжуваш и покрај оваа твоја лична музичка кариера и сите други ангажмани со продукцијата и што се продуцираш? Па радим доста проеката неких и за себе и за други, припремам 3-4 нека албума за неке нове младе артисти. Ето, като буде било спремно, то ćemo објавljivati и речи им да доđu кod нас емисија ако буде. Ајде, може, ако има добри проекти и ако се вака како тебе потенцијални за, нели, добра музика. Па чим ја радим на тим проектима, мора да биде така, нели? Шалим се. Добро. Значи тоа ти се плановите. На план на твојата работа, овој албум сега го промовираш? Сад тренутно промовишем албум, турнеја се дешава и кад завршим турнеју креćem да радим нови албум, тако да Скоплје не сме да пропусти сад концерт, jer me neće biti opet 2-3-4 godine. Да. И мислим, хоću да спремим нови албум и поново да се вратим с новом музиком. Значи не планираш на оние настапи, дискотеки и такви? Па не, јако мало радим клубова, задње 3 години, можда 7-8-10 клубова годишни. Така да... Не ти се потребни тие средства, веќе доволно си финансиски стабилен, па ти е музиката љубов и... Би било да радим музику због пара, како се зове, радим кад год имам шта да покажем ново. Неću да идем да се понављам. Ја нисам музичар кој уме да забави публику на нивоу веселја, да направим. Јас сум другачи тип по природи и... Не си за свадби и слави. Па, мислим, nije to ništa pogrešno, nego ja to ne umem da radim. Ja ne umem da prenesem tu energiju. I ja kad se pojavim, kad me nisi video dugo i još čuješ nove pesme, to je taj moment koji ja imam. Sve ostalo me ne radi generalno i više volim da sam u studiju i kad spremim nešto novo da se pojavim. Tako da... Значи сега турнејава ти е за промовирање на вториот твој албум, ова ти е втор албум, така? Да. И после тоа седнуваш у студио и правиш нешто ново. После тога скидам маску, сам сам у студио, радим нови албум. Го нема девито, додека не ја стави маската одново. Така е. Она што е жанровски слични се првиот и вториот албум, третиот, дали секогаш несуваш нешто ново? Што е тоа што сакаш да внесеш ли во новите проекти секогаш нешто иновативно и ново? Па да, to mi je nekako najbitnija stvar, ne volim da se ponavljam, gledam da radim nešto što je meni zanimljivo pre svega, jer kao računam ako je meni zanimljivo, ja onda u to verujem i onda verovaće mi publika na novim projektima i ako napravim nešto novo i drugačije, mislim da će biti zanimljivije svima nego da radim neku istu muziku koju sam radio i do sad. I tako gledam da pomeram granice konstantno. To je neki moj drive. Супер. Ја верувам дека ќе направиш пак нешто добро и дека ќе се одржуваш онаа тенденција на раст цело време во однос на музиката и во однос на се што го продуцираш и работиш и дека ќе направиш добар концерт и ќе те очекуваме, нели, следен пат повторно.
Фала ти што дојдеш, што одвои од твоето драгоцено време. Денеска, пошто беше на многу емисии, се растрча секаде, те изморија многу. Па, Не стигна ни да јадеш. Сад, ево каснили смо зашто смо јели док смо долазили. Да. Без маска? Па с маска, Да. Другу, заменил сам испрелја. Океј, добро, тогаш, еве, уште еднаш ка ти благодарам што си со нас и што ќе те очекуваме на 22 ноември, сите што сакаат да го гледаат Девито и слушаат и да се журкаат на концертот, нека бидат во Јане Сандански. Хвала, видимо се. Се гледам.